Добар ден на сите. Денес традиционално на наша покана и наше особено задоволство гости ни беше министерот за транспорт и врски. Во здруженијето на кој што успеавме, се надевам, да му доловиме сегашност и реалност на тоа што се случува во градежништвото во моментов, какви се нашите анализи, какви се нашите предпоставки, но и да побараме помош за наш развој, развиток, а и помош за оформување на подоброто за работењето во градежништвото. Во време на брзи промени во бизнисот, во време на зголемена и лојална и нелојална конкуренција, и време на брз напредок, проценивме и тоа го доводивме дека владењето на правната држава, оформување на законски рамки, подзаконски акти, како и нивно спроведување, како и почитувањето на нормите и стандардите, се основни предуслови за развој на градежните компании, за развој на градежништвото. Не најаките, него најприлагодливите во моментов цениме дека само би обстојале, а нашиот сектор го рачунаме за прилагодлив и капацитетивен да успее не само да направи развој во својата бранша, него да потикне развој на целата држава и целото општество во главно. Штета што во моментов на наше екзистирање, а тоа се условите во кои работиме, екзистираме. Условите се такви да имаме обратен процес, а тоа е процес на прилагодување на квалитетните кон неквалитетните. Процес во кој што работиме на граница на квалитет со неквалитет, а имаме капацитет да постигнеме многу поголеми норми и стандарди, вклучувајќи ги сите наши капацитети што ги поседуваме во моментов. Една од најболните теми, концентрацијата на денешниот состанок беше нашето мислење дека треба поголема поддршка да се даде на македонските компании, затоа што цениме дека во оваа наша држава поседуваме големи компании кои што пазарот и ограничувањето на наша држава се толку претесни да можат слободно да излезат во странство и да го дадат својот квалитет и да го понудат своето знаење и вештини. Имаме многу интернационални компании укажани и докажани на странските пазари, компании кои што се во регионот почитувани и сметаме дека во моментов неминовен и потребен услов е државата да помогне и да потикне нивен развој, а со тоа би потикнала развој и на целото градежништво во целина. Само со постојање на домашни големи компании можеме да потикнеме развој на мали и средни компании и државата цениме дека како долгорочна стратегија би морало да го има тоа во моментов сите држави, вклучувајќи и државите од околината, имаат поставено своји бариери, своји услови на стопанските гранки, поготово на градежништвото, и многу е тешко наши компании, иако докажани и покажани, референтни, да учествуваат самостојно на тендери во странство или да учествуваат во конзорциуми во кои што би биле лидери на конзорциум. И заради тоа неминовно е стварање на услови во нашата држава, доколку сакаме тие компании да ги оддржиме, да ги поттикнеме и да створиме од нив нешто што утре би дало поголем придонес во општеството. Неможноста на нашите компании дури да учествуваат на домашни тендери беше разговарано денеска со министерот. Како и тоа дека работат како подизведувачи на многу изведувачи во сопствената држава е пат по кој што не би требало да одиме и би требало да потикнеме поголем напредок на нашите компании, да покренеме поголеми акции, се со цел како долгорочна стратегија да ги одржиме самите компании, затоа што е тешко, ќе напоменам, голема компанија да обстои во една мала држава, поготово во држава со развој како нашата република. Главната тема, се согласи со нас министерот, дека заеднички треба да делуваме, тоа сето да го исполниме, тоа е да креираме услови, тендерски, услови општествени, во кои што нашите компании би имале предимство, се со цел да дојдеме до целта. Доколку тоа не успееме да го искреираме, а сега е преломната точка, цениме дека очекува вистинска катастрофа во градежништвото за неколку години, а тоа е дека единствено би работеле како услуги на странски компании во еден помал обем што не би креирале никаков развој нити за нашите компании, нити тоа за нашата држава. Цениме дека само константно присутни компании кои вработуваат македонско население, кои почитуваат норми, стандарди и воведуваат иновации, можат на ова тоа да донесат развој. Сето друго, имавме и такви примери во минатото, тоа се примерите на многу странски компании кои добија тендери за изработка, па 80% од истите или не се завршени ради одредени проблеми, или се прекинати. И
и рачунавме дека тој пристап и таа стратегија долгорочно нема да ни даде никакви резултати. Спремни сме да го полниме буџетот, доколку ни биде дозволено, спремни сме да економијата ја подигнеме во услови на криза, само за тоа ни треба неминовна помош и поддршка од државата, која мислиме дека сега е дојдено време за тоа да ни го пружи. Што се однесува до разговорот на другите теми, беше разговарано за законските регулативи, кажавме правната држава е основа за се, владењето, разговаравме за добрите закони што ги донесовме во недото, тоа е закон за урбанизам и за градежни материјали, зборувавме за нивна примена, зборувавме за донесувањето на законот за градба во многу брзинина и неминовноста од истиот и укажавме на тоа дека ние како ФЕО треба да се концентрираме на потешките проблеми да ги решаваме, а не како што имаме во принцип мнение, ако решиме мал проблем, дека сме ги решиле сите проблеми. Значи, разговаравме и за стандардите кои треба да се донесат, за битноста на институтот за стандардизација во овој период во пристапност кон Европската унија, зборувавме за примена на еврокодовите, уствари зборувавме за потешките работи, а тоа е правилна примена на добри законски решенија, што кај нас е потешкиот дел од задачата. Така да имавме успешна средба, се надеваме дека ќе бидеме повеќе контактирани како ФЕО и се надеваме дека цел наш долг што го имаме према државата, затоа што ние сме здружение кое е непрофитно, непартиско, неизвршно, но стручно. И тука проблемите се разгледуваат не низ призма на пари и профити, туку суштински се решаваат проблемите затоа што интересот на членовите е таков. Имаме членови од највисоките институти, јавни предпријатија и градежни компании и цениме дека тука е правото место со кое што би побарава помош и министерството и државата. Спремни сме да работиме дењи и ноќе и да ги доставиме сите потребни податоци, оперативни податоци од аспект на изведба, на проектирање, се со цел државата да се заземе и да ни помогне во моментов да поставиме услови за напредок во наредни 2 до 3 години. Каква е состојбата во моментот во градежништвото? Има ли отпуштања и рековте барате помош од државата, задоволни ли сте со 4-тиот сет мерки или која дополнителна помош би ја побарали? Конкретно барањето што се кон државата, некоја основната помош, што барате? Бом? И? Дали има изгуба, колку е тоа? Загубата. Да. Значи, по последните податоци што ги имаме обработено како комора беа презентирани на министерот, тоа е пад на издадени одобрение од 4,5%, пад на договорени работи од 4,3%, многу надценета вредност на објекти од 37% кои треба да се градат, тоа не може да се испочитува, слаба реализација на капиталните проекти и слаба реализација на проектите преку јавните предпријатија. Како мерки кои ги предложивме конкретно, тоа се истите оние мерки како комора издружение ги имаме доставени официјално, а тоа е значи државата да се заземе за поголема реализација на капитални инвестиции, за поголема координација помеѓу општините и јавните предпријатија, се со цел да и високоградбата да живеат, зашто што падот во високоградбата во 6 месеци од оваа година е драстичен. За инфраструктурните проекти се држиме на нивото како од минатата година, да се продолжат мерките на помош за исплата на плати и придонеси од социјално осигурување што беа и претходно донесени, администрацијата да биде пофлексибилна со цел дека најголемите проблеми ги имавме заради некапацитетивноста на администрацијата во решавање на проблемите, зголемена помош код извозно ориентираните компании и зголемена поддршка, тоа главната тема беше она што го разговарам до почеток, на домашните компании. Предложивме некои мерки така да би можеле да разговараме во иднина на конкретни работи, денес само предложивме дека би можеле да имаме некои субвенции во опрема, субвенции што е за нас многу битно во моментов во актуелни софтвери по кои се работи во Европската унија, а кои што се значаен трошок во моментов на нашите компании, екзистирајќи во оваа околина во која што екзистира. Така да сите главната тема беше на тоа дека ние сме кон државата на услуга да не искористи за сите оние решенија кои заеднички би ги креирале. Во моментот градежништвото, согласно последните податоци од Закон за статистика и последните информации кои ги имаме од нашите компании, можеме да кажеме дека крајот на годината не е оптимистички по нас. Се она што ни се случи во периодот на ковид кризата, значи ние како резултати ги доставивме до министерствата, градежништвото не е третирано како директно загрозен сектор, но
е сектор со намален капацитет, намален придонес на вработените, а е секторот највише изгуби по однос на тоа дека почетокот на пандемијата се покупи со почетокот на градежната сезона, така да се што беше спремно да стартува. Стартот се одложи, а тоа се едни големи трошици за компаниите кои треба да ги покријат. Сепак, прогнозата наша дека во на година ќе се продолбочи кризата, затоа баравме обновување на старите мерки, донесување на некои нови мерки, но перспективно тоа се на краток, доколку разгледуваме на кратки стази развојот, стандард во градежништвото и мерки против ковидот ни е зацртана како цел, како здружение, а како долгорочна стратегија ни е зголемување на капацитетивноста на компаниите, конкурентноста, приближување кон научно-истражувачките институции, како и помагање во нивните жобиди за надвор. Ова значи дека не сте воопшто вклучени во новиот пакет мерки? Вклучени се, значи бараме обнова и бараме плюс пакет мерки кои до крајот на годината би се донеле се со цел затоа што ги министерот се сложи дека не чека многу тежок период во зимата, кој што треба да го пребродиме. Значи имаме проблеми цела година, ќе имаме проблеми до крајот на годината, но отежнува околноста дека во текот на зимата можеби доколку не се погодат временските услови, би имале уште еден застој кој во минатите години сме го третирале како застој, сега би ни бил голема препрека за натамошна успешна реализација на кои закони треба да се променат и што се промената на тие закони кои ќе ги подобрат работата? Значи, зборевме за законот за градба кој е приоритет во моментов, затоа што промена извршивме на законот за урбанизам, тоа е сега во постапка на имплементација и задоволни сме како изгледа истиот. Промена направивме во законот за градежни материјали во минатото и се ориентираме на негова вистинска имплементација, така да главна тема на што се однесува до законските решенија е законот за градба, но и подзаконските акти кои се за нас приоритетни како компании, затоа што сите детализирани од законот, правила, прописи, систематизации, токму ги пропишуваат по законските акти. Тука ние цениме дека можеме да ги доволиме проблемите вистински, за да се донесат вистински подзаконски акти, кои што детализирањето на проект на законите би ги довеле до поуспешна тоа за работење, а со тоа и поуспешни резултати на фирмите. Колку ви се загубите? И не кажавте има ли отпуштања на работници? Отпуштања во моментов нема. Проекциите за до крај на година? Нема во моментов отпуштања, се движиме на прагот од 56.000 вработени. Имаме 2,9% пад на вработувањето, што не го рашунаме за драстичен пад, со оглед дека се анализирани првите 6 месеци, а тоа е 3 месеци во зимски период и 3 месеци во ковид криза. И исто така имаме констатирано зголемување на платите, што е многу битно, 9,8% во првите 6 месеци. Така да што се однесува до отпуштање и немаме некои драстични промени, но цениме дека мора да ги искористиме и поволностите кои ги нуди пандемијата, тоа е останувањето на добрите работници од странство во нашата држава и мора сега да воведеме мерка, тоа повеќе во разговор со Министерството за труд и социјала, како сега тие работници ние би ги задржали и како од една неповолна ситуација би се створиле како градежници поволни. Благодарам најпрви неве да ја поздравам оваа средба, благодарам за поканата од страна на Градежната комора на Стопанската комора на Македонија. Мојата порака е дека во овој момент нема кога, ако не сега, да не застанеме заедно сите, и коморите, институциите, и компаниите, и работниците, во насока на пребродување на оваа состојба и криза во која што се наоѓа државата генерално. За среќа, градежниот сектор не е од оние сектори кои што се најпогодени. Имаме сектори кои што навистина трпат големи загуби, но секако дека овие мерки кои што се дел од четвртиот пакет ги опфаќа и градежните компании и се добро прифатени бидејќи се добро димензионирани во согласност со барањата на коморите, така што може секоја компанија да ги користи од аспект на пребродување на оваа состојба. Можам да кажам дека во однос на вашето прашање многу важно е дека сите институции и компаниите во државата мораме да работиме на билдање на нашите капацитети. Ако сакаме да бидеме конкурентни пред се ние институциите, да ги обавуваме потребите на граѓаните, на компаниите, да ги забрзаме процедурите, да променуваме законски постапки и регулативи со цел тие постапки, процеси во државата да додат во што е можно побрзо темпо и динамика, и компаниите секако да продолжат со покачување на нивните капацитети со цел да одговорат на барањата и на домашната побарувачка во дел на изградбата и секако и на
нашите околни земји или кон надворешноста. Така што од овој аспект можам да кажам дека продолжуваме заедно во насока на подобрување на капацитетите на сите институции и јас сум убеден дека со една ваква комуникација каква што отворивме денеска, суштинска дебата и расправа, дека ќе успееме. Мислам дека јас и овие 30-40 дена покажав со дел од овие компании, стручни лица од фелата разговарав со цел на барање на одредени законски промени, регулативи и постапки за забрзување на процесите и подигањето на нивото на капиталните инвестиции. Тоа е клучната обврска кон која што мораме да тежнееме како држава и како институции. И сите оние постапки кои што ќе ги превземеме како министерство во иднина ќе бидат токму во оваа насока. Работиме на одглавување на сите оние проекти кои што имаат одредени застои за во ова време да покажеме повисоко ниво на капитални инвестиции. Верувам дека комората тоа ќе го препознае. Верувам дека заедно ќе работиме во една подобра насока и очекувањата се дека во текот на 21 година веќе ќе ги пребродиме сите овие состојби кои што ни ги наметна ковид кризата. Како ќе се подигнат капиталните инвестиции од една страна, кога од друга страна се кратат во ставките на бюџетот? Да. Во однос на капиталните инвестиции, кажавме дека целата оваа година бевме погодени од една страна од кризата, од друга страна од намалувањето на капацитетите на институциите, на компаниите, неможноста да се работи во еден сериозен обем, но од друга страна ние се уште сме во 2020 година и се уште не е дојден 31.12.2020 година, кога конечно ќе го имаме процентот на реализацијата на капиталните инвестиции. Доправа доаѓаат и фактурите и времените ситуации од гражданите компании кои што треба да бидат исплатени за со цел да на крајот имаме конечна слика колка ви се капиталните инвестиции во 2020 година. Веќе мерката која што беше на сила во претходниот период со користење на мерки за работа од дома или оние вработени од институциите и од компаниите кои што имаат деца помали од 10 години да останат дома за време на пандемијата, мерката веќе не важи и веќе сите ги чувствуваме придобивките од тоа дека нашите капацитети, нашите луѓе се на работа, а тоа ќе се почувствува во разлабување на постапките, побрзи одобрења за градење, веќе ги издаваме и веќе се чувствуваат, така што ве уверувам дека капиталните инвестиции ќе бележат раст во идниот период, бидејќи пандемијата нема да трае вечно, но ние мораме да си ги билдаме капацитетите за да подготвени продолжиме во едно понормално време и во помирни води.